Добро вечер. Го следите централниот дневник на К1. За актуелните случувања во регионот, Македонија и светот веднаш по најавата за дневните настани. Останете со нас. Владината делегација на бизнис форум во Њу Џерси САД. Решен проблемот со водоснабдувањето во Росоман. Македонските компании ќе имаат можност да добиваат средства од регионалниот фонд за иновации. Во општина Росоман со поддршка од владата се решава деценискиот проблем со водоснабдувањето. Денеска беше пуштен во употреба нов резервоар, кој ќе обезбеди дополнителни 250 метри кубни вода за 3000 жители на Росоман, Манастирец и Рибинци кои ќе добијат доволни количини за чиста вода за пиење. Нема повеќе проблеми во водоснабдувањето за жителите од Росоман и селата Манастирец и Рибарци. Пуштен е во употреба резервоарот кој обезбедува дополнителни 250 кубни метри вода. Заедно со досегашните 150, 3000 жители од овој регион ќе добиваат по 30 литри вода во секунда. На тој начин ќе се обезбеди здрава вода за пиење, а од друга страна ќе може да се намалат и трошоците на јавното комунално предпријатие, бидејќи нема веќе да има потреба од пумпање на водата и користење на пумпите кои што досега предизвикуваат значаен трошок. На тој начин излегуваме во пресрет на барањата на жителите на општина Росоман и решаваме едно децениско прашање. Овој резервоар е дел од системот за водоснабдување на Росоман и Кавадраци. Вкупната инвестиција е 2,2 милиони евра, а парите владата ги обезбеди преку Светска банка. Да изразам благодарност до сите институции кои што помогна да се заврши овој вреден проект за нас, односно целокупната работа со доведување на водата од планината Кожув, изработката на овој резервоар и пуштањето во употреба на граѓаните на Росоман да му го решат проблемот кој што навистина ги мачи, бидејќи и ништо во животот на еден човек не е поважно од водоснабдувањето, односно од донесувањето на чиста и квалитетна вода за пиење. Денешната работна посета на општина Росоман вице-премиерот Ставревски искористи за средба со жителите. На истата информираше што наскоро централната и локалната власт треба да реализираат како проекти со кои ќе се подобрат условите за живот. Ставревски на терен ги слушаше и проблемите на жителите. И сега вика што ќе даваме 1000 евра на гладно срце, така ваа година вика не земав пари, кога вика не легализира и за тие вика што имате и договори и решение. Да, ама има судско решение, вие знаете што е проблемот, значи има решение за кое што мораме да најдеме сега начин како вашиот проблем да се реши, имајќи го предвид тоа судско решение. Бара време тоа, така да можеме да го продолжиме рокот, ќе разговарам со тоа е најбитното, уште 20% луѓето не се можат. Уште 30 дена барате да се продолжи. продолжи. Значи не биде доволно место. Во Росоман вице-премиерот Ставревски ја посети винаријата Гоце Долчев. Целта беше на лице место да се информира како тече откупот на родот од годинешната реколта, но и дали на лозарите предаденото грозје им се проценува по цени кои претходно ги договорија лозарите и откупувачите. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски денеска беше во работна посета на општина Градско, со цел да им излезе во пресрет на жителите од општината и околните села, како и проблемите со кои се соочуваат. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на терен во општина Градско. Ова беше одлична можност вице-премиерот да ги слушне проблемите со кои се соочуваат жителите од општината и околните села. На средбата Пешевски беше запознаен со проблемот кој земјоделците го имаат околу транспортот на земјоделски производи. Тој воедно направи увид и во реконструкцијата на железничката станица, која во моментов е во полна пареја, а истата се очекува да биде готова за 30 на дена. Генерално пред бербата на секоја површина, дали е жетва, дали е грозје, би била обврска на градоначалникот да ги израмни патиштата. Значи со тракторите ние одиме по пола саат од нивото да испаднеме до главниот пат. Значи се губи многу време, а со малце пари. Значи тогаш ќе се покаже земјаните патишта збориш. Да, земјаните патишта. Значи тоа е само да израмни со еднаш даска. По програмиве што се за рурален развој, да предвидиме ставка општините да може да санација на пристапни патишта до ниви, да имате дополнителни средства, што буџетите би се мали, таму има определени средства, секоја општина ќе се го само за рамнење на овие.
Пешевски оствари средби и со Гоце Ангелов, индивидуален земјоделец кој со средства од програмите на Министерството за земјоделие успешно напредува во својата дејност. Имам 80 хектара земјиште под закуп. Земја. Од државата? Да, од државата. И тоа ми е Од 50. кога го имаш земено? Па на 3-4 тендера го имам земано, па више 10 години го работам. Од тоа 50 хектари ми е посадено со праска и кајсија, другото житарица го работим. Инаку да знаеш, денеска сте во посета на најголемиот производител на кајсија во Македонија. Браво, браво. Тоа е, зимаме субвенции, задоволни сме. Кај Па мојата роба првен почна да оди на хрватскиот пазар, после за Белорусија, Русија, 2 години имавме Полска, Словенија, извезовме. Мислам дека мојата кајсија е најголем амбасадор на Република Македонија. Вице-премиерот го посети акционерското друштво Агрија, каде ги посети свињарските фарми и лабораторијата за проверка на квалитетна храна. У делот на последните овие дека делот на храната веќе е нормално. Значи доста мислам се покушава, има доста од државата веќе делот стимулации, него имаме некои бариери кои се останати од претходниот систем порано, тоа е што се уште се високи увозните давачки за вакцинации. Значи, тие се делови кои што ние сме изувели што релативно стимулацијата на едно јуне која ви треба од 150-200 кила да го направите на 500, ви треба 7 месеца. Многу малку е сега стимулацијата. Негде доаѓа околу 2.500 денари. 21 ден мора да се надгледуваат заради тоа што инкубацијата на одредени болести е на вистина 21 ден. Се прават сите напори да не дај Боже. Да се намали бројот, тоа не вика да се Меѓутоа, скрати. во однос на сумата на пари треба да видиме и во однос на редуцирањето на тие испитувања. Доколку, например, може од одредена земја, ако е потврдена веќе со лабораториски, ако е помал ризикот, да се направи анализа да видиме што може да се направи. Да. Целта на ваквите средби, вели вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, е да се увидат проблемите кои населението ги има во својата општина, како и да се иницираат идеи за проекти кои би им го подобрил начинот на живење. На сугестија од земјоделците, мислам дека ќе предложам на следната седница на влада да се направи една измена во програмата за рурален развој, да им се возможи на општините да конкурираат за средства за изработка на патишта кои што доаѓаат до нивите, бидејќи тоа беше посочено како еден од позначителните проблеми кои што може да им биде од корис на земјоделците. Исто така имавме можност да видиме што се случува во најновиот репродуктивен центар на Агрија, кој што е истина на едно највисоко европско ниво. Пешевски посочи дека дел од проблемите кои жителите на општина Градско ги посочија ќе бидат разгледани на владините седници, а се надава дека поголемиот дел од нив ќе бидат наскоро и решени. Покрај фондот за иновации финансиран од страна на државата, владата партиципира и во регионалниот фонд за иновации финансиран во најголем дел од Европската банка за обнова и развој и Европскиот инвестиционен фонд. Македонија е прва држава во регионот која обезбедува средства за развој на домашните иновативни компании преку регионалниот фонд за иновации. Ние одлучивме да партиципираме и во еден регионален фонд за иновации, кој што се прави во соработка со Европската банка за обнова и развој, Европскиот инвестиционен фонд, како и неколку други инвеститори, каде што и македонската влада ќе има свое мало учество, но идејата на овој фонд е да обезбеди средства за компании, за иновативни компании, за развој на нови технологии во износи до 2 милиони евра по компанија. Компаниите сега ќе имаат, вклучително компании како Агрија, можност да на едно место конкурираат за поголеми средства. Фондот за почеток има средства од 25 милиони евра, но постепено она што е планирано да во текот на следната година се зголеми овој фонд на 40 милиони евра. Условите и поволностите за инвестирање и водење бизнис во Македонија пред бизнисмени од повеќе сектори. Вчера на бизнис форум во Њу Џерси представи македонската владина делегација, предводена од премиерот Никола Груевски во рамки на посетата на САД. Председателот на владата Никола Груевски во рамки на посетата на Соединетите Американски држави на бизнис форум во Њу Џерси ги представи условите и поволностите за инвестирање и водење бизнис во Македонија. Во неговото обраќање тој ги представи позитивните макроекономски индикатори, како што се растот на бруто домашниот производ и извозот од зоните, ниското и умерено ниво на надворешен државен долг и стабилната стапка на инфлација.
Another important thing is that we are, as a government, as a country, we are very focused to improvement of the business climate. Actually, this is our main preoccupation, main focus in the last 7-8 years, working on different levels and different ways how to improve the business climate for all investors in the country, domestic or foreign. As a result of many steps that were done from the side of the government, the business climate is dramatically improved, which is reflected in different international financial institutions' reports. Американски компании од енергетиката, производството на мебел и медицински услуги ја оценуваат како позитивна бизнис климата во Македонија и најавуваат посета на државата за реализација на потенцијални инвестиции. First of all, it's a reasonable tax for people. It's a reasonable tax for business. But the entire taxation system is well thought out. And so this is something that has a very long lifetime to it. In other words, it's stability so that countries don't have to worry about raising taxes. And certainly businesses don't have to worry about readjusting their investment plans and so forth a couple of years down the road. So I'm very impressed with it. And in fact, I think we could use a little teaching from Macedonia here in the United States. Well, as you know, my two partners have already been to Macedonia to evaluate the opportunities around, in our case, a transplant centre or a biomedical healthcare centre. The thing that struck us in the meetings in country as well as today is a number of issues. Educated workforce, stable low taxation. Бизнис форумот во Нью Џерси придонесе компаниите добро да ги проучат поволностите за инвестирање и проширување на нивниот бизнис кој ги нуди нашата држава. Бордот на директори на Светската банка и одобри заем на Македонија од 83 милиони евра за надградба и развој на патиштата. Средствата ќе се наменат за подобрување на транспортната поврзаност долж коридорот 8. Ова е трет транспортен проект за патишта што ќе се реализира со пари од Светската банка. 83 милиони евра заем на Македонија за надградба и развој на патишта одобри бордот на директори на Светската банка. Овие средства ќе се искористат за подобрување на транспортната поврзаност долж коридорот 8 меѓу Скопје и Деве Баир. На потегот од Ранковце до Крива Паланка ќе се гради нов поширок пат со 2 ленти во должина од над 26 километри. Изградбата ќе се финансира со 78 милиони евра, а градежните активности ќе траат 3 години. Се очекува патот да биде отворен за сообраќај кон крајот на 2019-та. Ќе се изгради нов експресен пат во еден дел, а еден дел ќе се реконструира и ќе се направи да биде безбеден за сообраќајот и да биде многу полесен за возачите. Ќе има по 2 ленти од двете страни, околу 26,5 километри е должината на патот и очекуваме веднаш да биде објавен тендерот и напролет да почне изградбата на овој пат, така да тоа е добра вест за сите оние кои што патуваат во тој дел од Република Македонија. Подобрената источна секција од патот на коридорот 8 ќе придонесе кон зајакнување на интеграцијата на земјата во регионот и во Европа, ќе го олесни пристапот до нови пазари, ќе обезбеди подобра поврзаност и пониски трошоци. Заемот е со рок на доспевање од 28 години и 8 години грејс период. Овој проект е трет транспортен проект за патишта кој ќе се реализира со средства од Светска банка. Со првиот кој ќе се заврши кон крајот на 2015-та, се рехабилитираат 284 километри регионални и 400 километри локални патишта. Вториот се однесува на подобрување на магистралните и регионалните делници на коридорите 8 и 10. Градоначалникот на општина Демиркапија, Трајче Димитриев, ја посети општина Брда од Словенија. Целта на оваа посета е остварување на контакти и добивање на информации и искуства за поголемо и заедничко искористување на средства од европските фондови. Градоначалникот на општина Демиркапија, Трајче Димитриев, со дел од општинската администрација ја посети општина Брда од Словенија.
Општина Демир Капија и општина Брда имаат потпишано меморандум за збратимување и соработка. Целта на оваа тридневна посета беше остварувањето на контакти со администрацијата на општина Брда и регионалната развојна агенција од Горишки Брда, Словенија, за добивање на информации и искуства за поголемо и заедничко искористување на средства од европските фондови. За време на посетата, делегацијата од Демир Капија имаше можност да се информира за проекти кои општина Брда ги реализирала преку повици на Европската комисија. Беа посетени неколку винарии, општинската винотека и етното село Шмартно, кои исто така имаат искористено неповратни средства од европските фондови за своето работење. Ова значително ќе придонесе кон подобрување на локалниот економски развој на општина Демир Капија. Од партиската говорница на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Велес, портпаролот Весна Стојанова Богоевска запраша каде одат огнените дрва од сечата натоварени во вагони на железничката станица во Богомила. Прашањата ги упати до раководството на шумското стопанство Бабуна. Овие слики, кои што ќе ви ги доставам, говорат дека во текот на вчерашниот и денешниот ден во утринските часови на железничката станица во Богомила, на големо, се товараат вагони со дрва. Имено, нашите информации зборуваат дека вчера до 16 часот се натоварени 10 вагони со дрва, а додека пак утрово се продолжува со товарењето на дрва. Јавното предпријатие Македонски шуми треба да одговори зошто се уште не им се доставени дрвата на Велешани, иако ја немаат искористено законски дозволената количина за огревни дрва, а Велешани веќе дрвата си ги имаат платено. Чии бизнис интереси штити јавното предпријатие Македонски шуми во Велес. Шумското стопанство Бабуна испрати писмена реакција на пресуд на СДСМ во која се вели: почитувани, СДСМ продолжува да пласира невистини со кои се обидува да ја манипулира велешката јавност. Ваквиот нивно крајно неодговорен однос уште еднаш посилно го отвара прашањето дали навистина СДСМ обработува за приватните складови за огревно дрво. Наспроти овој начин на манипулативно делување на СДСМ, кој им штети на интересите на граѓаните и заради одговорност кон јавноста, чувствуваме потреба уште еднаш категорично да ги отфрлиме искажаните невистини. Од сите сечи на подружницата Бабуна, дрвата одат во складот на подружницата со единствена цел со нив да бидат снабдени граѓаните на Велес. Од подружницата Бабуна, со воз како што шпекулира СДСМ, нема заминато ниту еден кубик дрво надвор од Велес и нема да замине се додека и последниот граѓанин не си го подегне огревното дрво што го има уплатено. Почитувани, уште еднаш истакнуваме дека огревно дрво во Велес има. Граѓаните кои претходно имаат уплатено за огревно дрво, секојдневно истите ги подигнуваат од подружницата според распоред и динамика кој е точно утврден. Како јавно предпријатие одговорно истакнуваме дека сите граѓани што имаат уплатено дрва ќе можат истите да ги подигнат пред почетокот на грејната сезона, се вели во писмената реакција на шумското стопанство Бабуна Велес. Во локалната библиотека Гоце Делчев во Велес се одржа вечер посветена на поезијата на македонскиот поет Никола Маџиров. Осврт во поетиката на Маџиров направи академик Влада Урошовиќ, а стиховите ги читаше актерката Слободанка Чичевска. Улиците беа асфалтирани пред да се родиме и сите созвездија веќе беа формирани. Поетскиот портрет на Никола Маџиров вчера вечер беше представен пред велешката читателска публика во просториите на локалната библиотека Гоце Делчев. Пишаниот збор е одложен диалог со читателот, а љубителите на поетската реч имаа директна средба со стиховите на овој еминентен македонски поет, есеист и преведувач. Во целата онаа група на имиња кои се појавија во последните 10 години во македонската литература, името на Никола Маџиров несомнено зазема едно од највидните места. Овој автор стана познат речиси веднаш по објавувањето на својата прва книга и го привлече вниманието на книжевната публика и на книжевната критика. Според академик Урошевиќ, Маџиров донесува една нова поетска сензибилност. Во неговата поезија се провлекува видливото и апстрактното, свесното и подсвесното,
А најголема инспиративна емоција е човековиот примарен страв. Секогаш сум мислел дека поезијата е доволно широка да во себе да впие сето она што се е видливо и невидливо. Сето она што е на површината и под површината на нашата свест. И можеби на едно мотивско рамниште тоа е секако преместувањето, напуштањето и феноменот на враќањата. Меѓутоа се одвива сето тоа во еден урбан амбиент. Никола Маџиров е добитник на повеќе меѓународни поетски награди, како и книжевни грантови, а во 2014 се најде и на листата на најдобрите 50 автори на љубовна поезија во светот. Поезијата на Маџиров е преведена и објавена на повеќе од 40 јазици во 50 на земји низ светот. Граѓаните на Свети Николе покажаа голем интерес за владината мерка Купи куќа, купи стан. Денес се одбележува меѓународниот ден на старите лица. Следуваат вестите од Македонија. По повод одбележувањето на меѓународниот ден на старите лица 1 октомври, Сдруженијето на меѓугенерацијска солидарност во партнерството со Лајанс клуб Кале и поддршка на град Скопје и ЕСП го организираше настанот полни со живот во манастирот Свети Ѓорѓија во село Дејадровци. Повеќе стари лица се надпреваруваа во играње пикадо, а беше организирана и креативна работилница согласно примената на концептот на активно старење и концептот на меѓугенерацијска солидарност. Сдруженијето за меѓугенерацијска солидарност со реализацијата на овој настан ја поддржа меѓународната кампања Full of Life, иницирана од Велика Британија по повод одбележување на меѓународниот ден на старите лица. Граѓаните на Свети Николе покажаа голем интерес за владината мерка Купи куќа, купи стан. Околу 100 граѓани синоќа беа присутни на презентацијата на поволностите, што ги нуди проектот што ја извршија представници на Министерството за финансии. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев изјави дека општината има за цел да им помогне на граѓаните како да дојдат до сопствен дом, преку понудата за продажба на градежни парцели, како за индивидуални куќи, така и за стамбени згради. Тој истакна дека по 29 години во Свети Николе се гради стамбена зграда и во неа 25 семејства ќе може да аплицираат и да ги искористат мерките од овој проект. Во местноста Горубински пат ќе се понудат вкупно 9 плацеви за индивидуални куќи, со што оние кои ќе купат ќе може да ги искористат и поволностите на проектот Купи куќа, купи стан. НАТО синоќа изрази загриженост за нападите во Сирија. Од средината на септември до вчера, над 90.000 мигранти влегле во Хрватска. Вести од светот. НАТО синоќа изрази загриженост дека во воздушните напади на Русија во Сирија се разорени области на земјата кои ги држат бунтовниците, а не позиции на исламската држава. Загрижен сум поради извештаите дека мета на руските воздушни напади не била исламска држава, рече генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Столтенберг додаде дека особено го загрижува тоа што руската страна не се потрудила да ги усогласи своите воздушни напади во Сирија со тековната операција на коалицијата предводена од САД. Руското министерство за одбрана објави видео кое прикажува напад на воено летало на исламската држава во Сирија. Москва порача дека во средата се погодени најмалку 8 цели и дека координативниот центар во планините е целосно уништен. Министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров поднесе во Советот за безбедност на Обединетите нации предлог резолуција за координација на активностите на сите сили кои се спротивставуваат на исламската држава и други терористички структури, пренесува Интерфакс. Хрватското министерство за внатрешни работи соопшти дека од средината на септември до вчера во земјата влегле над 90.890 мигранти. Вчера во Хрватска преку граничните премени Товарник и Бапска влегле 3369 мигранти, а во текот на денот тие со автобуси и возови се пренесени до границата со Унгарија. Во привремениот прифатен центар Опатовац моментално се сместени 279 мигранти. Иако бегалскиот бран во изминатите денови се намалува, низ Хрватска во просек дневно минуваат околу 5000 мигранти.
Ситуацијата во Опатовац е стабилна, мигрантите по пристигнувањето во центарот вршат регистрација и сите други потребни работи, а во просек се задржуваат околу 3 часа, пошто продолжуваат кон Унгарија. Центарот може да прими над 4000 мигранти, а според хрватските власти, засега не се разгледува можност за градење на цврсти објекти, бидејќи брана од мигранти почнува да се намалува. Металург со убедлива победа од 28-15 наспроти Работнички. Македонската фудбалска репрезентација на 132-то место, со пат од 28 позиции на FIFA ранг листата. Во продолжение вестите од домашен спорт. Тимот од Автокоманда забележи убедлива победа од 28-15 против Работнички. Само 6 минути траеше привидната неизвестност во мечот, а потоа Металург почна со вистинска опсада на противничкиот гол, што резултираше со цела серија на погодоци во мрежата на Работнички. Цели 18 минути Работнички не успеа да постигне гол. Во второто полувреме целосна доминација на Металург, разликата растеше во секоја минута, за да во 56-та изнесува големи плюс 14 голови. Конечниот резултат беше 28-15. Одличен настап имаше голманот на Металург, дуплјачанец кој одбрани 13 од вкупно 26 удари кон неговиот гол. Македонската фудбалска репрезентација на очајното 132 место на најновата FIFA ранг листа. Таа оствари огромен пат од дури 28 позиции. Македонските фудбалери изминатиот месец претрпеа 2 порази, оној очекуваниот од Шпанија, но и срамотниот од Луксембург, пошто беше јасно дека нивниот пад на ранг листата на светската куќа на фудбалот ќе продолжи. Од 104-то место Македонија сега се наоѓа на 132-то место и заедно со Кипар е селекцијата со најголем пад во изминатиот месец. Пред црвено-жолтите сега се наоѓаат Северна Кореја, Палестина и Кенија. Аргентина повторно е најдобро рангирана светска репрезентација, додека во однос на минатиот месец Германија ја мина Белгија и сега се наоѓа на второто место, а зад нив место меѓу 10 најдобри репрезентации има и за Португалија, Колумбија, Шпанија, Бразил, Велс, Чили и Англија. Јувентус, Манчестер Сити, Юнајтед, ПСЖ и Реал Мадрид со победи во Лигата на шампионите. Новицки во 2017 година ќе заврши својата играчка кариера. Барселона со победа врз Гвадалахара со резултатот 40-26. Меѓународен спорт. Добри резултати донесе второто коло од Лигата на шампиони, главно за тимовите кои беа фаворити. Јувентус одигра одличен дуел со 2:0, ја победи Севилја на домашен терен. Атлетико Мадрид иако беше фаворит, сепак Бенфика го надигра и успеа да го победи со 1:2. Што се однесува пак до англиските екипи, Сити со 1:2 успеа да извојува победа над Борусија Мехенгладбих на гостински терен, додека пак Юнајтед се избори за 3 бода против Волсбург, каде на домашен терен го победи со 2:1. ПСЖ беше убедлив на гостувањето кај Шахтјор, а Реал Мадрид со голот на Кристијано Роналдо на асистенција на Иско во 29-та минута го постигна 500-тиот гол во кариерата, кој му донесе водство на кралскиот клуб на гостувањето против Малме. ЦСКА Москва славеше против ПСВ на домашен терен, а додека пак на дуелот помеѓу Астана и Галата Сарај немаше победници. Дирк Новицки играчката кариера ќе ја заврши во 2017 година, кога ќе му истече договорот со NBA клубот Dallas Mavericks, додека неговиот колега од Lakers Коби Брајант се уште не донел одлука за пензија, иако секако ќе игра уште една сезона која ќе му донесе $25 милиони. 37 годишниот Новицки истакна дека последниве 2 години ќе игра на високо ниво. Тој во 2007 година беше прогласен за MVP на NBA лигата, а 4 години подоцна со тимот на Тексас го освои шампионски од прстен и беше избран за најдобар играч во финалето. Коби Брајант, кој со Лейкерс 5 пати ја освои NBA круната, на традиционалната конференција за новинарите која се одржува еден месец пред почетокот на сезоната, ги отфрли шпекулациите дека следната година ќе ја заврши кариерата.
Барселона и сезонава нема конкуренција во Асобал лигата. Тимот на Кирил Лазаров синоќа за ривал Јемаша Гвадалхара и стигна до убедлива победа од 40-26, петта во низата од стартот на сезонава. Сите дилеми беа разрешени уште во првото полувреме, што Барса ги доби со 21-11, пошто актуелниот европски првак рутински го заврши мечот со победа од 14 гола разлика. Нашиот најдобар ракометар Лазаров постигна 5 погодоци во овој најнов успех на својата екипа. Следен предизвик на новата пресметка во Лигата на шампионите е неделното гостување во Унгарија против ПИК Сегед. Денеска во првиот ден од месец октомври имавме претежно сончево и потопло време, со максимални дневни температури до 25 степени. Да погледнеме какво време не очекува утре. Тоа беа информациите за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Ви посакувам пријатна вечер.